Четврток Димитар Ковачевски ќе поднесе оставка на позицијата премиер. Тоа денеска самиот го соопшти. Со тоа во оставка е целата негова влада. Со овој чекор ќе почне процедурата за избор на нова пржинска влада, во која ресорите за внатрешни работи и за труд и социјала, како и 3 заменички места, ги добива опозицијата. ВМРО-ДПМН се уште не ги соопштила имињата за овие позиции. Ситуацијата се усложнува зашто на изјавите на опозицијата дека ќе предложи кадри, но нема да гласа за владин кабинет кој ќе го предводи Талат Џафери, мнозинството одговори дека во тој случај ќе биде предложена влада во која местата наменети за опозицијата ќе останат празни. До недела има доволно време, тоа беше мојот одговор, за да сите работи се договорат и во недела да имаме гласање за техничка влада со која што ќе спроведеме демократски избори. Затоа велам дека има доволно време, бидејќи сите треба да бидат сериозни. Не може некој да се однесува како 13 годишно дете. Јас ќе предложам и нема да гласам ова, нема да гласам она, значи секој мора да биде сериозен. Никаде во свет нема да предлагате министри, а друг да ви ги гласа. Еве, најдите ми еден пример кај што некој предложил министри и барал да му ги гласа некој друг. Предстојните избори, според Ковачевски, се клучни за еднината на земјата и за низината ориентација, вели, кон исток или кон запад. Овие избори нема да бидат избори помеѓу левица и десница. Овие избори ќе бидат помеѓу запад и исток. 2024 година такви ќе бидат изборите. Значи обично во светот се работи за избори каде што имате политички партии центар и лево од центар и политички партии центар и десно од центар. Кај нас сега ќе бидат избори на кои што ќе се соочат политички партии кои што се за западна ориентација на државата и политички партии кои што се за јасна источна ориентација на државата. Претходно неговиот прв заменик ја отвори темата за влијанието на Москва во земјава, почнувајќи од настаните на 27 април преку потпишувањето на Преспанскиот договор, па се до сега, периодот на предизборие. Дали има руско влијание во нашите верски заедници? Одговорот пронајдете си го сами. Дали има руско влијание во нашите медиуми? Одговорот па си го знаете вие самите. Дали има руско влијание во невладините организации во нашето општество? И сите знаете дека е така. Дека има руски експоненти, дека има руски елементи кои што прават се што е можно во нивната моќ да нарушат на прогресивно парламентарно мнозинство и коалиција која што сака да ја види оваа држава членка на НАТО и членка на Европската Унија и во вековно пријателство со Америка. ВМРО-ДПМН реши денеска да одговори на пораката на првиот човек на Стейт Департментот за Европа и Евроазија, Џејмс О'Брајан, дадена во Скопје во пресрет на изборите, дека граѓаните имаат избор меѓу една партија која дала предлог за напредок и партија која само ветува дека ќе најде друг начин за напредување. ВМРО-ДПМН е докажано секогаш била проевропски ориентирана, а во однос на главното прашање со Бугарија, ВМРО-ДПМН има прецизни решенија кои што ќе бидат дел од изборната програма. За неколку месеци во земјава ќе се одржат двојни избори. Првиот круг председателски избори на 24 април и вториот круг председателски заедно со парламентарни избори на 8 мај. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.